Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Каква е смислата на нашиот живот? Вреди ли да се живее и зошто живееме? Како можам да имам цел во животот? Како да се реализирам себе си и да добијам задоволство од мојот живот? Ќе имам ли потенцијал да постигнам нешто кое што ќе биде трајно и вредно? Многу се оние луѓе кои постојано мислат каква е смислата на животот. Години подоцна тие погледнуваат наназад и се чудат зошто односите со некои луѓе кои им биле блиски им се влошиле и зошто се чувствуваат толку празни во животот. И покрај тоа што го постигнале, тоа што го имале како цел, сепак нешто им фали. Некој спортист, кога бил на врвот на својата слава, го запрашале што би сакал некој да му кажеше тогаш, уште во почетокот на неговата кариера. Тој одговорил вака: би сакал некој да ми кажеше тогаш дека кога ќе стигнам на врвот на мојата кариера, ќе откријам дека таму нема ништо. Многу цели ја покажуваат својата бесмисленост, дури по многу години, откако си се трудел да ги постигнеш. Во нашето хуманистичко општество, луѓето имаат најразлични цели и при тоа си мислат дека ќе најдат смисла во нив. Некои од работите кон кои се стремат се успех во работата, богатство, добри односи со луѓето, хедонизам, односно уживање од секаков вид, забави, да прават добро на другите и ред други работи. Луѓето велат дека дури откако ќе ги постигнеш сите овие нешта, богатство, добри односи и задоволство, во нив продолжува и понатамо да се вгнездува голема празнина, чувство на празнина, што ништо не може да го исполни. Авторот на библиската книга Проповедник или Еклесијаст дава израз на ова чувство, кога вели: суета на суетите, се е суета. Факт е дека тој имал големо богатство. Мудрост, многу поголема од мудроста на луѓето по неговото време, се мисли на Соломон. Стотици жени, дворци, градини, за кои сите во царството можеби се фаќале заглава, па и му завидувале. Најдобрата храна, најдоброто вино, како и секакви видови забава. Во еден момент тој вели дека постигнал се она што му го посакувало срцето, но и покрај тоа, на крајот тој вели вака: животот живеан, како ништо друго да нема, освен тоа што го гледаат нашите очи и тоа што го чувствуваме со нашите чувства, нема смисла. Зошто постои таква празнина? Затоа што Бог не создал за нешто кое е надвор од тоа, кое можеме да го преживееме тука и сега. Соломон вели: и тоа стави вечноста во срцето на човекот. Во срцето ние разбираме дека животот тука и сега не е се, има нешто повеќе. Во Битие или првата книга Мојсеева, во Библијата, откриваме дека Бог го создаде човекот според својата сличност, односно според својот лик. Тоа значи дека ние сме многу повеќе слични на Бог отколку друго нешто, било каква форма на живот. Исто така откриваме дека пред човекот да сгреши и пред да дојде проклетството на земјата, тука важеле следниви вистини. Прво, Бог го создаде човекот како социјално-општествено суштество. Второ, Бог му даде работа на човекот. Трето, Бог контактираше со човекот преку молитва. Односно, контактираше Бог со човекот и немаше потреба човекот да прави молитва и да бара прошка, бидејќи беше совршен. Бог му даде на човекот да ја владее земјата, како четврто. Што значат сите овие нешта? Верувам дека Бог имал за цел да ги постави секој едно од нив во нас и да го исполнува нашето чувство за задоволство. Но кога човекот сгреши и после тоа дојде проклетството на земјата, се создаде една непријатна атмосфера за сите овие нешта, особено за постојаното комуницирање меѓу Бог и човекот.
Во Откровение, последната книга во Библијата, на крајот на работите што се опишани за последните времења, Бог ни открива дека ќе ги уништи сегашната земја и небо и дека ќе не воведе во вечноста во Божјото царство, создавајќи нова земја и ново небо. Тоа ќе биде прекрасно. Тогаш тој ќе ги обнови наполно разрушените односи со откупеното човештво, оние што поверувале во Исус и се измиени преку крвта Негова. Некои од луѓето ќе бидат за жал осудени. Тоа се наши најблиски пријатели, најблиски по крв и така натаму. Ќе бидат прогласени за недостојни и за жал ќе бидат фрлени во огненото езеро. По таков еден начин проклетството на гревот ќе престане и нема да има веќе грев. Нема да има тага, болест, смрт, болка и ред други работи. Верните ќе наследат се. Бог ќе биде со нив и тие ќе станат негови синови. И така ќе се затвори тој круг. Бог не создаде за да има односи со нас. Човекот согреши и ги наруши с тие односи. Бог ги обновува овие односи во вечноста, што ќе ја поминат оние кои се откупени заедно со Него. Да го живееш животот, постигнувајќи апсолутно се, но сепак да умреш далеко од Бог за цела вечност, би било полошо дури од тоа да водиш живот кој нема никаква смисла. Но Бог најде пат, не само кон вечното блаженство, но дава смисла на животот и тука на земјата, како и задоволство од него. И така, како можеме да дојдеме до вечното блаженство? Тоа е преку обновување на смислата на животот преку Исус Христос. Како што спомнав, вистинската смисла, како сега, така и во вечноста, може да се открие единствено во обновување на соодносите со Бог, кои беа влошени после човечкото паѓање во гревот. Денеска овие односи може да бидат обновени само преку Неговиот Син Исус Христос. Човекот добива вечен живот тогаш, кога ќе се покае за своите гревови. Кога не сака веќе да живее во грев, но сака Исус Христос да го промени и да го направи нов човек и да започне да се надева на Исус како свој личен спасител. Зашто апостол Павле вели, кој е во Христос, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Вистинската смисла на животот не се состои само во едноставно да се прифати Исус Христос за свој спасител и толку. Вистинската смисла на животот можеш да ја најдеш кога ќе почнеш да го следиш како негов ученик, кога ќе започнеш да учиш се повеќе и повеќе нешта за него, кога ќе го читаш постојано неговиот збор, Библијата, кога ќе комуницираш со него преку молитва и кога ќе му се подчиниш послушно на Бог, така што ќе ги исполнуваш неговите заповеди, а неговите заповеди не се тешки. Ако се уште не си поверувал, или ако брзо си поверувал, најверојатно си велиш: ова не ми звучи интересно, но продолжи. Те охрабрувам, продолжи. Исус ги рече овие зборови: дојдете кај мене сите вие кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Земете го мојот јарем на себе и научете се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете одмор на своите души, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно за носење. Потоа Исус вели: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си, нека го дигне својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Потоа вели: сета твоја радост нека биде во Господ, тој ќе ги исполни желбите на твоето срце. Тоа што го кажуваат овие стихови е дека ни е даден еден избор. Можеме да продолжиме сами да го управуваме нашиот живот, а резултатот ќе биде еден празен и безсмислен живот. Или можеме да избереме да го бараме Бог и неговата волја за нашиот живот со целото свое срце. И
Резултатот ќе биде еден исполнет и осмислен живот. Желбите на нашите срца ќе бидат исполнети и ние ќе добиеме радост од животот што го живееме. Тоа е така зашто нашиот Создател не сака и ни го посакува најдоброто. За да си среќен и исполнет со смисла на животот, треба да се спасиш од овој свет, од гревот, од смртта. Спасението што е спомнато во Библијата опфаќа три аспекти, или со други зборови, тоа е тринитарно, така да се изразам: минато, сегашно и идно. Што значи минато спасение? Оние што му припаѓаат на Исус се спасени грешници. Тие се родени во грев и како такви заслужуваат смрт. Но, големо но, Исус во свое време умре и стана проклетство за такви уште додека не биле родени на овој свет. Исус Христос не откупи од проклетството на законот, вели Павле, откако стана проклетство за нас, зашто е напишано: проклет да е секој кој виси на дрво. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Исус умре за нас додека уште бевме грешници. И потоа во Тимотеј Павле вели: кој не спаси и не повика со свет повик, не според нашите дела, туку по собствената одлука и благодат, која ни е дадена во Исус Христос пред вечни времења. Тоа се вели минато спасение, кога Исус Христос, уште додека не сме биле родени, умрел за нашите гревови. Сегашно спасение, тоа значи следново: верните се спасени од силата на гревот и Божиот гнев и живеат во согласност со Божјата волја. Нивниот поглед е усмерен кон оној кој ги откупи и оправда преку неговата крв. Павле вели: сега откако сме оправдани во неговата крв, многу повеќе ќе се спасиме од гневот Божи преку него. Потоа вели: но сега, кон крајот на вековите, тој се јави еднаш, се мисли на Исус Христос во тело, за да го отстрани гревот со својата жртва. Верникот преку силата на Светиот Дух, додека е се уште во оваа тело, го гради своето спасение во страф и трепет. Тоа градење на своето спасение е потврда на неговото спасение. Затоа, возлюбени мои, како што секогаш бевте послушни, не само кога сум при вас, туку сега уште повеќе кога не сум при вас, градете го своето спасение со страф и со трепет. Тоа е запишено во Филипјаните, 2 глава, 12 стих. И спасение, идно спасение. Што значи тоа? Тоа значи Господовите деца ќе бидат спасени и целосно ослободени од овој распадлив свет. Тоа ќе се случи кога Исус повторно ќе дојде во голема сила и слава. До оној ден верните се во очекување, го чекаат Спасителот. Павле вели: а нашето жителство е на небесата, од каде што го очекуваме Спасителот, Господ Исус Христос, кој ќе го преобрази нашето унизено тело да се сообрази со неговото славно тело, според дејството на неговата сила, со која може да покори се под себе. Апостол Петар со слични зборови вели дека спасението се чува за нас. Тој вели: за непоминливо наследство и неизвалкано, кое е невене и е зачувано на небесата за вас, кој Божјата сила ве чува преку верата за спасение, подготвено да се открие во последно време. Спасението што ни го даде Бог е се поблиску до целта. Зашто сега спасението ни е поблизу отколку кога поверувавме, вели Павле во Римјаните, 13 глава, 11 стих. Му благодариме на Господ за неговиот план на спасение во минатото што умре за нас додека бевме грешници, сегашноста кога се покајавме и поверувавме во него и иднината кога ќе бидеме во неговото царство. Како може да се знае со сигурност дека некој е спасен или наново роден од Бог? Во прво Јованово послание се наоѓаат 7 стихови кои јасно зборуваат за наново раѓањето и спасението. И како може со сигурност да знаеме дека некој е спасен и роден од Бог? Прво, наново родените, спасени Божји деца,
човек или жена имаат праведен живот. Јован вели, секој што врши правда е роден од него, од Бог. Второ, нановородените Божи спасени деца не го практикуваат и не го сакаат гревот, зашто Јован вели, секој што е роден од Бог не прави грев. Трето, нановородените Божи спасени деца имаат во себе нова природа, преку Светиот Дух. Тој не може да греши, бидејќи од Бог роден. Четврто, нановородените Божи спасени деца имаат љубов помеѓу себе. Јован вели, секој што љуби е роден од Бог. Петто, нановородените Божи спасени деца имаат вера, дека Христос е Божи син. Јован вели, секој што верува дека Исус е Христос или Божи помазаник, од Бог е роден. Шесто, нановородените Божи спасени деца го победија светот. Јован вели, секој што е роден од Бог го победува светот. И седмо, последно, нановородените Божи деца се чуваат од лукавиот, држејќи се цврсто за Исус. Тој вели, знаеме дека ниеден кој е роден од Бог не греши, туку родениот од Бог се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Овие 7 точки се препознатливи знаци за спасени Божи деца. Некои ги мразат таквите, затоа што се изразуваат на ваков начин. Но кога Библијата зборува дека тоа е услов за влез во Божјото царство, ние не можеме да не го проповедаме и да не се изразуваме со зборот спасени Божи деца наново родени. Ви посакувам Божи благослов, почитувани. Амин.